Тоа во почетокот беше од Бога. Се стана преку Него и без Него ништо не стана што постана. Во Него имаше живот и животот им беше светлина на луѓето. И светлината во темнината свети и мракот не ја опфати. Имаше еден човек по име Јован, пратен од Бога. Тој дојде за сведоштво, да сведочи за светлината, да сите да поверуваат преку него. Тој не беше светлина, туку да сведочи за светлината. Постоеше вистинска светлина која го опфаќа секој човек што доаѓа на светот. Во светот беше и светот преку него стана, но светот не го позна. Дојде при своите и своите не го примија, а на сите што го примија, на сите што поверуваа во Неговото име, им даде можност да станат синови Божји, кои не од крв и од похот машка, а од Бога се родија. И Словото стана тело и се всели во нас, полно со благодат и вистина. И ние сите ја видовме Неговата полнота, Неговата слава како на единороден од Отецот. Ово е за кого велам, кој иде по мене, кој беше пред мене, кој доаѓа по мене. Кој си ти? Го праша. Илија ли си? Пророк ли си? Кој си? Кој си за да можеме да им одговориме на оние што не испратија? Што велиш за себе? А Јован им одговори: Јас сум гласот на оној што вика во пустината: израмнете го патот на Господа, како што вели пророкот Исаија. Зошто тогаш крштеваш? Го обвинија, кога не си ни Илија, ни пророк, ни Христос, зошто крштеваш? Јас крштевам со вода, но меѓу вас стои еден, кога вие не го познавате. Тој е оној кој иде по мене, кој беше пред мене, и кому јас не сум достоен ни врвките од обувките негови да му ги одврзам. Јагнето Божјо, кој ги зеде гревовите на светот врз себе. Го видов духот како слегува како гулаб и остана над него. Тој е кој ќе крштева со дух Божји. И јас видов и поверував дека е тој син Божји. Вистина ви велам, од сега ќе го гледате небото отворено и ангелите Божји како се искачуваат и слегуваат на синот човечки. Вистина ви велам, ако некој не се роди од озгора, не може да го види Царството Божјо. Вистина ви велам, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе од Царството Божјо. Зашто роденото од тело, тело е, роденото од дух, дух е. Вистина ви велам, ние говориме за она што го знаеме и сведочиме за она што сме го виделе, а вие нашето сведоштво не го примате. Кога за земни работи ви говорам, а не верувате. Како ќе поверувате кога ќе ви говорам за небесните? Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да сите што ќе поверуваат во него да не погинат, но да имаат живот вечен. Зашто Бог не го даде својот син за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Светлината дојде на светот, но на луѓето им омиле повеќе мракот отколку светлината, зашто нивните дела беа лоши. Зашто секој што прави зло бега од светлината, се плаши од светлината за да не бидат осудени неговите дела. А секој што твори вистина, оди кон светлината, за да се видат неговите дела и се од Бога извршени. Јас не сум Христос, но сум испратен пред него. Кој доаѓа од озгора, тој е над сите. А кој е од земјата, земен и како земен зборува. Кој доаѓа од небесата, тој е над сите. Кого пак Бог го испратил, тој говори Божји зборови, зашто Бог не го дава духот со мерка. Подигнете ги очите своји и видете ги нивите како побелеле, готови се за жетва. И жетварот веќе собира плодови за живот вечен, да се радуваат заедно и сејачот и жетварот. Вистина ви велам, не Мојсей ви даде леп од небото, но мојот Отец ви дава вистински леп од небото. Зашто лепот Божји е оној кој слегува од небото и му дава живот на светот. И Исус им одговори: Јас сум лебот на животот. Кој доаѓа при мене, нема никогаш да огладни,
Кој верува во мене нема никогаш да ожедни. Јас сум живиот леп што слезе од небото и му дава живот на светот. Кој јаде од мојата крв и пие, кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, нема никогаш да оглади, нема никогаш да ожедни, јас ќе го воскреснам во последниот ден. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе биде во мене и јас ќе бидам во него. Браќа, дојде време да го направиме вистинскиот избор. Нема повеќе време да го избереме Исус Христос за Спасител, да го земеме својот крст и да врвиме по светлина, зашто Исус рече: кој врви по мене ќе врви по светлина и нема да има темнина во животот. Зашто уште малку време сум со вас, а потоа ќе одам кај оној што ме прати. Ќе ме барате и нема да може да ме најдете. И каде што ќе бидам јас, вие не ќе можете да дојдете. Дури сум во светот, јас сум светлината на светот. Во името на Господ Исус Христос, сега ја прославувам победата на Господ Исус Христос на ова место, во овој регион, во македонскава земја и насекаде во светот. Во името на Господ Исус Христос, сега ја прославуваме Твојата победа, Господ Исусе Христе, над смртта и сатаната, во ова место, во овој регион, во македонскава земја и насекаде. Слава Ти, Господ Исусе Христе, Те сакаме, Христосе, слава Ти, Господе. Амин. Слава Ти. Živi neki vo utroba moja, živi plameni vo mene gora, živo srce vo Tvoja ta ljubov propoveda vozviknula. Živi neki vo utroba moja, živi plameni vo mene gora, živejam da Te slavam do veka, Isuse, moj Gospode, amin, amin, amin. Živi rekivo utroba moja, živi plameni vo mene gora, živo srce vo Tvoja ta ljubov propoveda vozviknula. Živi rekivo utroba moja, živi plameni vo mene gora, živejam da Te slavam do veka, Isuse, moj Gospode. Zato apelujam, Boga go slavam, dojdi so mene, moj brate, i ti zastani i pokaj se. Koleniči me, Bože, primi nebo Tebe, ženi sve napojne, ispoveda me Tvoji svet. Dojdi na trono Ti vladej, ukrepi i duši Te naši, sekoj so krstot na pleki po Tebe, Gospode. Dojdi na trono Ti vladej, ukrepi i duši Te naši, sekoj so krstot na pleki po Tebe, Gospode. Луѓе, и сонцето е дело на Создателот. И не бива материјата да се нарече Бог. Не бива материјата која што е создадена од Божите раце да се нарече Бог. И незнаењето заблудуваше и луѓето ги воведуваше во грев, во страф и страдање. А Господ Исус Христос е над сонце, над месечина, над различни тотеми и заблуди. Затоа секој од нас, ако е празен во срцето и во душата, ако ви е пусто во животот, обратете се кон Него со покаяние, со понизност, со прошка. Господ кажа, простувајте за да ви биде простено, а ние не сме совршени за да држиме лутина и гнев.
Ние немаме право со горделивоста да чекориме напред. Без разлика дали сме доктори, дали сме поети, дали сме професори, ние сме само мали зрнца, кои што треба сите во сплотеност, во Христовата љубов, да го прославуваме Господ.